На 10 февруари во 9 часот и 30 минути почнува судењето против Адил Зејнелов, кој на 1 ноември минатата година ја уби 29 годишната Емилија Прошева во Штип. Овој судски предмет ќе го води судијата кривичар во Основен суд во Штип, Сашко Георгиев, кој откако му престана мандатот како член на судски совет, се врати на своето работно место во Штипскиот Основен суд. Според истрагата на основното јавно обвинителство, за убиството на Штипјанката Прошева обезбедија докази според кој обвинетиот на 1 ноември 2024 година при вршење семејно насилство со умисла ја лишил од живот својата вонбрачна партнерка. Откако се договориле и се сретнале пред нејзиниот дом, заедно отишле во напуштен објект на јавното претпријатие ИСАР за да разговараат за проблемите во нивната повеќегодишна врска. Разговорот преминал во расправија, пошто обвинетиот физички ја нападнал жртвата и почнал да ја удира со тупаници. Кога таа паднала на подот, тој започнал силно да ја стега во пределот на вратот, додека не дошло до прекин на дишењето и нарушување на дотокот на крв во мозокот, како резултат на што жената починала. Кога се уверил дека не дава знаци на живот, го напуштил местото и сам се пријавил во полициска станица Штип. Барањето на невладините организации кои работат на женските права и со жртвите на семејно насилство се согласни дека ова убиство треба да се квалификува како фемицид. Жртвата претходно пријавувала насилство, но постапката против Зејнелов, кој го изврши убиството, ја има запрено на 2 септември, за што тогаш потврдија и од Центарот за социјални работи во Штип.